Од 11 до 15 јуни во Скопје на неколку локации ќе се одржи фестивалот на инклузија Infusion. Разговаравме со организаторот на овој фестивал Гере Трипков за тоа што се ќе се одржи програмата на овој фестивал, па погледнете го разговорот во продолжение. Од 11 до 15 јуни на неколку локации низ Скопје ќе се одржи фестивалот Infusion. Тој е фестивал на заедништвото, на инклузијата, а сите детали околу овој фестивал и целата програма секако ќе ја дискутираме со организаторот Гере Трипков. Гере, ти благодарам што зборуваш за Телевизија 24 и пред се честитки за организацијата на овој фестивал, кој според програмата на вистина е со богата програма. Благодарам, Марија. Благодарам исто така на вашиот медиум што секогаш не проследувате. Да, како што спомена, ова е четврто издание на фестивалот на инклузија, кој што веќе го трансформираме во еден фестивал кој што треба да одговори на потребите на сите. Секако ние како здружение, како организатор гледаме нашата заедница да биде застапена и нивните потреби во културниот, образовниот и општествениот живот, соодветно да биде испочитуван и тие права некако уште понатаму да ги поттурнеме. Како што спомена, 5 дена фестивал. Оваа година имаме богата програма од работилници, од концерти музички, представи, инклузивни работилници. Ќе отвориме со една прекрасен настан перформанс на дуо од Германија, кои што ни доаѓаат со цел да ни покажат како во комбинација функционираат културните уметници денес на Западот. Еден е лице со попреченост, актер, и една кореографка кој што низ движењата на телата и комуникацијата која е невербална ќе не инспирираат со перформансот. Тоа е предпремиерно отворање на фестивалот и потоа имаме уште 4 денови исполнети со доста забава дружење. Се префрламе во паркот Македонија, непосредно до Домот на култура Билјана Беличанец, во Кисела вода, каде што започнуваме со креативните работилници. Во вториот ден, кој што го насловивме перформанс и театар, потоа ќе имаме креативни работилници од типот на театарската уметност, ќе правиме чорапчиња, маскоти од чорапчиња со кои што ќе правиме потоа представа. Тоа е секако за најмалите, нели? И потоа како ќе се приближуваме кон вечерните часови, ќе одиме и со театарски представи, 2 театарски представи, едната е Супер Вселенко и Роденденската торта, инклузивна представа. Значи ги трансформираме и постоечките со нашите партнери, ги трансформираме постоечките форми театарски и културни во нешто што може да се вклучи и некое лице кое што има некаква особена способност. И во вечерните часови потоа одиме со Дзуница, представата на знаковен јазик, заедно со нашите партнери од Доза среќа и официјалното отворање во вечерните часови, каде што ќе ги доделиме вторите награди, шампиони на инклузија, кои што ги доделуваме веќе и тоа ќе стане наша традиција во неколку категории, тоа општина, градоначалник, амбасадор, дипломат или амбасада, потоа имаме влијателна личност која делува во полето на инклузијата, организација која што делува исто во нашата област и ги промовира нашите права и секако лице со попреченост кој што тоа го прави. Тоа е првиот ден, значи ова е само еден елемент од целиот. Секако ќе ги поминеме и останатите денови, но генерално вашиот фестивал ќе биде буквално за сите. Сите можат да учествуваат и тоа е навистина особено значајно, затоа што целта на овој фестивал е заедно да учествуваме, заедно да се дружиме, што некако така треба да биде и не само овие 5 дена, туку и генерално постојано, нели? Да, апсолутно. Она што сакаме да го постигнеме веќе со четвртото издание фестивалско е да го отвориме фестивалот за сите. Она што ни е битно е да почнуваме она инклузија која до сега ни е на сите позната веќе, колку толку и перцептивно ја разбираме, да ја промениме во интеграција. Односно на соделување, создавање, кокреација, нели, на нешто заедничко и каде што лицата со попречености ќе имаат свој поефикасен удел и тоа ќе биде долгорочно. Секако зборувам исто така и за трет ден, каде што имаме
по уметноста, односно по театарот и перформансите имаме уметнички дел, уметнички ден, каде што ќе работиме преку креативни работилници, ќе цртаме посадки, ќе садиме цвеќенца, потоа исто така ќе се дружиме во паркот, ќе почнеме и со форумите, кои што ќе во чии рамки ќе разговараме со родители кои што имаат дечиња со попреченост, да видиме докаде сме со темата вклученост на нивните дечиња, меѓутоа и поддршката која е во рамки на системот за овие родители. Во вечерните часови секако во делот на уметност планираме отварање на изложби, бидејќи работевме во 7 школи низ Скопје. Работилница ги сакам сите животни, каде што дечињата цртаа животинки со и без попреченост, и таа изложба ќе отвориме, и секако изложба на дела од дечки млади уметници, која се вика Фузија, исто така ќе има место вториот ден. И тука завршуваме со уметност и потоа се селиме кон делот на односно музичкиот дел, концертите, каде што ќе отвориме програмата апсолутно за сите млади уметници, изведувачи. Целиот фокус ќе оди кон нив, ќе имаме и работилница со Пеце Младеновски, кој што ќе пробаме некако низ тој разговор со него, младите музички изведувачи или нели во подем, звезди во подем од музичката индустрија кај нас, да ги насочиме како успешно да менаџираат со нивната кариера, и потоа ќе имаме 4 часа концерти од еден куп млади изведувачи. Само накратко да споменеме, можеме неколку Цар Вон Тајм, Елена Васова, Мија Переска, ќе ги имаме Занаду, ќе ги имаме Фикшн, Дактили, и ќе завршиме со Breakdown Band. Така да тоа е оној предпоследен ден, и последниот ден ќе одиме исто како и во саботата и во неделата ќе одиме со гейминг. Ова е нова содржина која што почнуваме од оваа година. Ќе прототипираме игри со поддршка од вештачка интелигенција заедно со нашите партнери од Galactic Omnivore, и ќе играме друштвени игри во сенките на длабоките сенки на овој прекрасен парк. Сте мислеле буквално на се, и уметност, и музика, теми на кои што е важно да се зборува, меѓу другите темата е исто така и за тоа колку всушност се достапни објектите низ Скопје за буквално за сите, за лицата со попреченост. И тоа е многу важна тема на која што треба да зборуваме и да работиме, ми се чини многу повеќе. Не знам кој е твојот впечаток? Апсолутно, се сложувам. Тоа е нешто што треба да ни биде приоритет. Мислам дека премалку внимание се посветуваше на тоа. Зборуваме од архитектонски пристап, значи физички пристап, тоа е да имате рампи. Институциите мора да се лидер во оваа област, значи мора да дозволат подобрување на условите во рамки на институциите каде што ќе овозможат полесен пристап на овие лица. Тоа е прва работа. Втора работа, да ја направиме и културата и образованието попристапно. Образованието има некој напор, има некој напредок во оваа област, меѓутоа се уште во културата го гледаме тоа во ограничен обем. Она што ние сакаме да го направиме е да донесеме странски искуства, да ги пренесеме тука и да овозможиме на оние кои веќе работат со оваа група на граѓани или во некој концепт кој што вклучува, а може не вклучува, би се инспирирале, да имаат насоки или можеби совет како тоа се прави. Меѓу другото, веќе кога зборуваме за ова, дуото од Германија ќе прави работилница, која што се вика танцување без умереност, и ќе биде токму насочена кон театарски кореографи, ќе биде насочена кон режисери, ќе биде насочена кон организации кои што работат со лица со попреченост и креативна некои креативни концепти, да речеме проекти, и секако дека и за лица со попреченост кои што би сакале повеќе преку танцот да се искусат, да не знам, да го испитаат своето тело, своите можности, можеби да се инспирираат да бидат дел од културниот живот кај нас. Многу интересно. Гере, колку всушност енергија и време беше потребно за да се организира ваков фестивал? Колку многу луѓе сте вклучени во организацијата? Кажи нешто подетално за тоа. Па, споменавме 70% од програмските активности. Ке ги поканам сите оние кои што се интересираат да влезат на социјалните мрежи, на нашиот профил infusion.fest на Инстаграм,
да појдат на нашиот сајт if.equality.agency, каде што ги имаат сите потребни информации, повиците се во тек, се уште за работилниците, за сите креативни работилници, за сите настани. Нормално имаме настани на кои што не треба нели да се пријавуваат тие што се заинтересирани. Но еве да почнеме од тоа дека имаме, да речеме, во програмските активности имаме 30 настани во 5 дена, што за тим од 5 души мислам дека е голем залак во оваа област. Зборуваме кога би имале обичен некој фестивал, каде што обичен, ние велиме за себе дека не сме обичен фестивал, бидејќи верувајте дека преку ова што го правиме, ние правиме и промена во самата културна дејност кај нас. Пример за тоа е, да речеме, театар, комедија со кои соработуваме, нажалост со текот на годините, нивните услови се останати во некое време, има некој поместување, меѓутоа дали зборуваме од технички аспект, опрема, дали зборуваме од подготвеност на театарот да одговори на лица и актери со различна способност, зборуваме за актери со попреченост. Верувајте дека може би 2-3%, може би еден театар кој што и тој не во целост одговара на потребите. И ние преку нашиот фестивал фактички внесуваме свежина, отвараме можности за театрите и културните институции да ги прошират своите перспективи и да видат можности во овој дел. Како да вклучуваат проекти кои што не исклучуваат, туку напротив, нели, прават интеграција на општеството. Што е исклучително важно и вие тоа го правите и затоа верувам дека има и голем број граѓани кои што ќе учествуваат, бидејќи самата програма е за сите и во однос на возраст и претпоставувам нема ограничување. Многу си ангажирани кога станува зборите, пред можеби половина година разговаравме и на модната ревија во Музеот на современа уметност, која што исто така беше еден многу убав настан. Но исто така и сега и со фестивалот. На кои други проекти работиш моментално? Знам дека си баш многу ангажиран. Да, дури издишав кога ме праша, пошто се сетив што се не очекува. Ќе почнам од нешто што го одлагам повеќе години, а ќе се навратам и на модната ревија и на брендот што планираме со него. Моја неостварена желба, бидејќи немам време да се посветам на тоа, е конечно да тргнам на патот да можеме да им помогнеме на луѓето да се придвижат во својот живот, да имаат поквалитетен живот, да имаат поквалитетно здравје. Зборуваме пред се за менталното здравје, секако и за физичкото, меѓутоа пред се менталното, бидејќи јас сум сертифициран коуч веќе неколку години, имам веќе програма, работам, но не чујно, бидејќи не го промовирам тоа, меѓутоа работам и приватно со луѓе кои што се заинтересирани да одат напред во својот живот. Моја желба во оваа година да го имаме првиот ретрит, каде што ќе поканим и странски гости, луѓе кои што исцелуваат преку моќта на енергијата, преку моќта на умот, и тоа ќе го направиме во некои убави околности, во природа, неколку дневно, и конечно ќе ја официализирам мојата програма за индивидуална и групна работа. Тоа е една работа. Втора работа е, како што спомена, брендот. Брендот ни е моментално малце, да речеме, не толку приоритетен, меѓутоа работиме на тоа веќе да обезбедиме буџет каде што ќе можеме да го испромовираме овој глобално. Односно, бараме партнер со кој што долгорочно ќе работиме на промоција на брендот и на отварање на производствен погон во Македонија, доразвивање и отварање на развоен оддел, каде што ќе прототипираме веќе конкретни решенија кои што би ги нуделе на глобалниот пазар. Тоа е, предпоставувам, веќе нема да имаме време оваа година, меѓутоа наредната година ми е план и тоа да го имаме. Во меѓувреме имаме два проекти со кои што може да се пофалиме. Едниот е за ова што го зборувавме, за создавање подобри услови и пристапност, физичките бариери да почнеме да ги отклонуваме, дали во институциите, во јавните простори, и тука работиме со партнери од Шпанија. Впрочем, ова е друг проект. Но Полска, Словачка, Унгарија, ние сме четвртиот партнер, ова е наш лично проект и се вика Граѓанин или Citizen.
и ќе ги донесеме експертите тука, потоа ќе пропатуваме таму со наши експерти од урбани сектори, од општини, од град Скопје, чисто да видат и од Министерство за транспорт, да видат како таму се работи, како се функционира и како може да внесеме или да имплементираме решенија кои што не е потребно да коштаат многу, апликативно од денес, нели? И вториот проект кој што го реализираме и почнавме да го реализираме се вика IU We They Can, сите можеме, и тука работиме тоа што споменав, значи со полски и шпанска организација, каде што исто така ќе пропатуваме со социјални, здравствени и образовни кадри од Македонија, луѓе кои што работат во секторите, да видат какви се искуствата надвор и потоа ќе ги донесеме странците кај нас малце за да им ги прошириме видиците на нашите кадри тука. Тоа ни е толку потребно да слушаме мислење нели од луѓе кои што се на страна и кои што имаат поголемо искуство во однос на тоа, а секако ќе се согласам со тебе дека за ете барем некои такви архитектонски решенија во однос на олеснување на движењето и функционирањето на лицата со попреченост и не треба толку многу финанси, предпоставувам, само можеби повеќе желба и организираност, па се надевам дека ете во тој поглед ќе ги придвижиме малку повеќе нештата. Гере, многу ти благодарам за разговорот. Секако се гледаме на Infusion, ќе ги поканиме секако уште еднаш нели гледачите. Да, од 11 до 15 јуни во Парк Македонија, Дом на култура Билјана Беличанец и на уште 3 локации, Музеј на современа уметност Амигос ресторани и Театар комедија. Работиме на кокреација на нешто убаво, на нешто прекрасно, интегративно, од најмладите до најстарите. Овој фестивал е за сите. Не само обичен фестивал, нашето мото оваа година е шири љубов. Уривај бариери и предрасуди, создавај, менувај, инспирирај. Многу убаво, инспиративно и се надам дека до секој еден гледач ќе допре позитивната порака која што ја праќате, да едноставно да бидеме сите едни за други секогаш тука. Ти благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Поздрав до сите гледачи на ТВ24.